Добро вечер. Законот за бомби ќе стане закон за приватност, иако во собранието се уште се води дебата. Според очекувањата, најверојатно до полноќ ќе биде изгласан и овој закон. Што предвидува ова законско решение? Лидерот на опозицијата Зоран Заев ќе може да ги реобјавува материјалите, аудиозаписите од аферата прислушување, но не оние кои што задираат во приватноста на луѓето кои што се споменувани во бомбата или во политичките бомби. Каде завршува приватноста, а почнува јавниот интерес? За правниот дел од овој закон за бомби, кој што барем се уште детално го немаме, вечерва разговарам со Маргарита Цаца Николовска. Добро вечер. Добро вечер. А за филозофскиот дискурс и за етичкиот момент во прислушкуваните материјали со универзитетскиот професор Љубомир Цацуловски. Добро вечер и за вас. Добро вечер и на вас и благодарам за поканата. Пред да ја отворам дебатата, господа, да го погледнеме прилогот на колешката Светлана Умковска за тоа што предвидува ова законско решение, па се враќаме назад во студиото. Законот за бомбите кој во суштина е многу краток со 7 членови предвидува сите материјали од незаконското прислушување кои укажуваат на незаконско работење, сериозни криминали и злоупотреба на функциите да можат да се реемитуваат. Ова подразбира сите досегашни објавени бомби од опозицијата да можат и натаму да се користат. Законското решение опфаќа почитување и заштита на личниот и семеен живот и од тука забрането е да се емитуваат материјали кои задираат во приватниот живот. Доколку се прекрши законот, предвидени се и законски казни. Тој што ќе овозможи на неповикано лице да се запознае со разговор или изјава која е прислушувана или тонски снимена ќе се казни со казна затвор до 1 година, доколку содржината на разговорот ја нарушува приватноста на личниот и семејниот живот. Оваа одредба не се однесува на разговор или изјава која представува јавен интерес. Прислушуваните материјали во рок од 20 дена од денот на влегување на сила на овој закон треба да бидат предадени на специјалната јавна обвинителка, која е надлежна да постапува по нив. Законот пак за заштита на укажувачите или популарно наречени свиркачи треба да ги заштити лицата кои внатрешно, надворешно или јавно ќе пријават криминално дело и опасност од уништување докази во некоја институција. Се забранува откривање или овозможување откривање на идентитет на укажувач, освен кога тоа се бара со судска одлука. Овластеното лице за прием на пријави од укажувачи е должно да ги заштити податоците за пријавувачот. Покрај заштита на свиркачот, законот предвидува дополнително и заштита на неговите најблиски роднини. Ако ништо друго, барем успеавме да направиме една какафонија од цела оваа ситуација. Маргарита Цаца Николовска, Институт за човекови права, подпредседател на Уставниот суд во Босна и Херцеговина, поранешна судија во Европскиот суд за човекови права. Еден ваш првичен коментар. Коментарот по однос на приватноста. Прво е многу чудно името, закон за приватност, а понатаму во самиот закон се спомнуваат и некои други работи. Ако се земе конвенцијата во предвид, таа прави разлика помеѓу приватноста, помеѓу семејниот живот, домот и преписката. Тоа се 4 интереси за кои што овдека на некој начин се ставаат во сферата на приватност. Меѓутоа, тоа мислам дека не е толку битно, заради тоа што Европскиот суд за човекови права, толкувајќи ја конвенцијата, има одредени стандарди. Еден од тие стандарди е автономното толкување на термините. Така да тој ја гледа националната, да кажам, поставеност, меѓутоа во суштина приватноста се цени од еден сосема друг аспект. И покрај сето тоа сметам дека ако овој закон на некој начин представуваше основ да се продолжат преговорите и основ пржино договорот да заживее и понатаму да се изреализира се она што е предмет на истиот, тогаш мислам дека да кажеме дека и покрај тоа што прави такви некои збрки, може да прави и некои одредени дистинкции, особено во она што сакаше да се постигне во делот за бомбите. По однос на идните, да кажам, задирања за приватноста е нешто друго и мислам дека во тој дел ни порано не било проблем да се цени приватноста и да се заштити,
нити сега ќе биде проблем, уште повеќе што Европската конвенција за човекови права е извор на право и во нашиот правен систем. Така да судиите сакале или не во оној момент кога ќе треба да постапуваат по предмети каде што треба да ја штитат приватноста, без разлика на она што вели нашиот закон, ќе мора да имаат во предвид и праксата на Европскиот суд за човекови права. Имало вакви случаи во Страсбург? Во Страсбург. Како не? Апсолутно дека имало и тоа многу случаи има. И затоа јас и ви кажав во сам почеток дека приватноста е термин кој што во праксата на Европскиот суд за човекови права се вели дека тешко се дефинира во смисла на јасна и стриктна дефиниција. Затоа сакав Тоа е една поширока димензија и тука се гледаат повеќе сегменти, да кажам, кои што задираат во приватност. Професоре, етичкиот момент, каде завршува приватноста, почнува јавниот интерес и сега ова што го кажа господин Николовска, тоа е поприлично широк простор за маневар. Што е приватност? Тука е еден од... Ќе земам словото да кажам дали разговор помеѓу двајца министри каде што едниот вели ние немаме пари за леп, а купуваме чоколада. Ова е приватен разговор, оговарање, условно кажано, помеѓу двајца. Да, ве разбирам сосема. Се наоѓаме на едно суштинското прашање, а тоа е каде завршува јавното, а каде почнува приватното, или сферата на јавното и сферата на приватното. Имено, јас секој пат, кога го кажам своето мислење, го кажам со одредена предпазливост, не толку сакајки себе си да се заштитам, колку сакајки да ја заштитам вистината. Има некои прашања на кои не може да се одговори со да и не. Затоа што стварноста е многу сложена, разнобојна, така да речам, а помеѓу тие различни бои постојат и посебни нијанси. Од тука ги одговорите да или не може да бидат еднозначни. Постепено доаѓам до оно што мислам да го кажам. Понатаму, мислам дека многу работи или многу кажани нешта звучат убаво, само што тешко може да профункционираат, како што и многу работи можеби не звучат убаво, а можат лесно да профункционираат. Нешто слично и со ова. Убаво е кога ќе чуете дека некому сака да ја заштити неговата приватност. Но проблемот настанува токму тука. Каде завршува јавното, а каде започнува приватното. Тоа е, значи, каде е разликата помеѓу сферата на јавното и сферата на приватноста. За да бидам јасен, колку што може да се биде јасен во оваква ситуација, ќе се послужам со еден пример. Вие веќе го дадовте примерот со левот и колачињата или така нешто. Јас ќе се послужам со еден поинаков пример. Да предпоставиме, значи, тоа е една хипотетичка ситуација, дека јас сум министер на одредено министерство, на одреден ресор. И дека јас сум фатен во прељуба. Сега се поставува прашањето дали е тоа дел од мојата приватност или не е дел од мојата приватност. Дали тоа треба да се објави или не треба да се објави. Значи, веќе на ова ниво имаме одредени проблеми. Но проблемот може уште повеќе да се скомплицира ако се покаже дека јас како министер не само што имам љубовница, туку незиното сместување во одреден хотел, патните трошоци и така натаму, одат на сметка на министерството. Дали сега тоа треба да се објави или не? Па некој ќе рече треба да се објави, бидејќи тоа го прави како министер и со средства од државата, значи од оние кои ги плаќаат даноците од граѓаните. Но со објавувањето на таа вест, мојата сопруга може да се налути и да бара бракоразводна постапка. А тоа веќе сфера на приватното. Значи, како тоа ќе го разделиме? Значи, проблемите не се така едноставни, за да може човек однапред да каже да, тоа е во ред или ова не е во ред. Туку треба да се види како тоа конкретно во самата стварност
изгледа. Партиите велат дека има точна дефиниција за приватност. Еве еден ваков пример. Како во Страсбург се решава? Точна дефиниција на приватност не постои. Значи и Страсбург во сите предмети, не само во предметите за приватност, вели согласно одредените околности во дадената ситуација. Во одредена ситуација, кога, еве, примерот, ако не е министар, ако е обичен граѓанин, на некој начин, ова со примерот што го посочи во врска со љубовна врска, па после жената и така натаму, тоа е на некој начин дел од приватноста. Меѓутоа, ако станува збор за министар, иако тој истиот е член на некоја партија кој што одредени вредности пропагира, прво таја димензија, кои што вредности во никој случај не ги покриваат неговите однесувања, тогаш веќе тоа во никој случај не е приватно, заради тоа што тој се согласил да биде јавна личност и за своите, да кажам, однесувања треба да води сметка. На страна е ова прашање вториот дел, каде што се спомна средства, буџет и така натаму. Тоа е веќе друга работа, тоа веќе не додира сфера на приватност. Правото на приватност не е апсолутно право. Конвенцијата има неколку рестрикции кои што ги предвидува во оваа сфера. Една од рестрикциите е економската благосостојба. Значи, ако некој во некое свое зборување кажува за некаква состојба во која што се наоѓа државата, тогаш автоматски се поставува прашање зошто таквата состојба би требала да се крие. Или ако станува збор за некаков криминал. Едно од рестрикциите на, да кажам, правото на приватност да биде утврдено дека не е повредено, е кога тој дел од некој што смета дека е приватност задира во сферата на државната, јавната безбедност, немири, спречување на криминал и така натаму. Значи, тоа се сферите каде што иако постои одредена сфера можеби на приватност, меѓутоа тоа заради овие други елементи веќе не може да се третира како приватност која што треба да се штити. Државата има две, така да кажам, насоки каде што треба да делува. Едната е така наречена позитивна облигација, другата е негативна облигација. Позитивната облигација оди на таа страна да треба да обезбеди приватност во смисла, зашто самото право не е право на приватност, него е право на почитување на приватност. И значи во таа смера државата треба да обезбеди почитување на таа приватност, а во негативната облигација е државата да не се меша во ваквото почитување на арбитрарен начин. Значи тамо каде што овие рестрикции за кои што зборував не постојат или нема потреба да се применат. Така да кога станува збор за конкретниот случај, кога станува збор за бомбите, затоа и секаде се посочува дека содржината на бомбите е тоа кое што на некој начин мора да се испитува. Ја ќе кажам дека од содржината на бомбите не е само приватност доведена во прашање како што одредени сегменти или одредени политичари сакаат тоа да го прикажат. Тука има многу повеќе работи кои што треба да се ценат за да се утврдува дали овие две насоки за кои што зборував, позитивната облигација и негативната облигација на државата може да се имплементираат во дадениот случај или не. Приватност е ДНК показателот. Приватност се лични податоци. Приватност е приватниот простор каде што некој живее. Меѓутоа, многу често тој приватен простор каде што се живее не може да се одвои од деловниот простор.
Многу често ние сме сведоци дека во приватни станови се обавува одредена некоја друга, да речам, активност, која што не влегува исклучиво под зоната на приватност. Социјалниот живот, уживање на личните односи. Има многу примери во Европскиот суд за човекови права, во предметите кои што се третирани како дел каде што треба да влезе во обемот на или во сферата на приватност. Оставено е на судијата да одлучи дали е јавен интерес или приватен интерес? На кој судија мислите? За Европскиот суд на човекови права, во постапување. Тамо во главном постапуваат повеќе судии и судијата кој што реферира секако дека врз основа на сите материјали што ги има, он зборува и укажува од кои причини и кои се аргументи за ова прашање да биде третирано како приватно или како нешто друго. Може да ве замолам стручно, ќе земам еден пример повторно од бомбите, потоа и со професорот. Имаме министер и имаме сопруга на министер. Разговараат за купени станови и за бојата на плочки. И сега, ако ние како медиум го објавиме тоа, ќе се соочиме со казна затоа што навлегуваме во приватност или бидејќи имаме можеби индиција дека купиле стан, па сега од каде го купиле? Значи, тука сега повеќе димензии можат да се детектираат. Прво, една е слободата на изразување на новинарот. Новинарот дошол до одреден податок и новинарот тој податок го изнесува во јавност заради тоа што сака да обелодени каков карактер е министерот или во оној дел што значи примања, во оној дел што значи индиции, вие што рековте. Во крајна линија министерот е јавна личност. И прагот на она што е толеранција визави приватноста кај министрите е на многу понизок степен од што кај обичниот граѓан. Тоа сакав професоре да го прашам. Кога се нафаќаме или кога секој ќе се нафати да извршува одредена функција, тој нормално веќе не може толку, треба да биде свесен за сите последици и последици. Не само министр, вклучително и ние новинарите, вклучително и секој. За било што. Суди, Јас на почетокот намерно земав една релативно комплицирана ситуација, значи јас како министер имам љубовница, дали тоа моја приватна или не е моја приватна работа, само подсетувам, но што претходно го реков. Потоа се покажува дека патите трошоци така натаму одат на сметка на министерството, значи на државата или на граѓаните и сега прашање дали тоа моја приватна работа или не. Не сум мојата сопруга. Моите деца можеби ќе дознаат дека нивниот татко е прелюбник, дека имат можеби некој полубраќа или полусестриче. А тоа можеби ќе ги навреди нив или ќе ги погоди, така натаму. Но, она што е сега клучното, сега доаѓам до моето мислење, до мојот став, на кој не инсистирам дека е сосема во право, но моето мислење е следново. Оној момент кога јас сум се согласил да бидам министер, јас сум се согласил да бидам јавна личност. И тогаш и мојата приватност станува исто така јавна. На Запад, на кој толку многу се повикуваме, многу кариери се пропаднати токму заради нивниот личен, приватен живот. Говорам, кариери пропаднати. Не затоа што правиле нешто објективно зло, туку затоа што приватно се проблематично. Вие не можете да издвоите вашата приватност од вашата официјалност, така да кажем. За да бидам појасен, ќе идам на конкретни примери. Баш затоа што сум министер, мојата приватност што уште помалку станува битна. Затоа што сум министер. Тоа не ме оправдува за оно што сум го направил. Туку напротив, оно што сум го направил условно, приватно кажано, мене ме уште повеќе оптеретува или оптужува. Ако некој пред суд рече, направил собрекајка, ама знаете, јас бев пијан. Тоа не е олеснителна околност. Напротив. Дотолку повеќе полошо за вас, што тоа сте го направиле во пијана состојба. Тоест, јас го направив тоа како министер,
Се едно што е приватно. Толку полошо по мене. И како министер, и како човек. Значи и приватно. И ние мораме да бидеме свесни за што претходно го реков, кога се прифаќаме на одредена функција или за одредена работа, некаква обврска, за консеквенците што или импликациите што со себе тоа ги носи. Иначе, ако гледаме така, круто, ова е во приватноста, а ова не е во приватноста, па затоа во името на приватноста јас треба да бидам ослободен, тогаш треба да исклучиме постоење на судство, постоење на затвори, зашто кога ќе однесите некој во затвор, сте го лишиле некој дете од неговиот татко. Треба да се укине и смртна пресуда, да речеме, во крајности, затоа што ги лишувате некои луѓе од нивниот син или нивната ќерка, осудена на смрт, незините деца или неговите деца осуденикот на смрт. Но за жал тоа е така во живот. Ти си земам слобода. Јас треба да водам сметка кога сум плјачкал или сум убивал. Но кај нас е јас како министер треба да водам сметка кога влегувам во одредени релации, во одредени односи. Според тоа, мојата функција уште повеќе ме обврзува и уште повеќе ја раствара мојата приватност. Тоа се прави неприватна. Пример треба тој да даде. Како не уче од прво одделение. Пример треба да дадат тие луѓе. Но блес оближ, значи благородството или функцијата, лорството. Како ги добивате? Ве обврзува, а не ве ослободува. Напротив, ве обврзува да бидете разоткриени до дното на душата. Знаете, иначе може да се случи едно мислам, друго право. На крајот ќе бидам ироничен. За сите глупости, за сите злоупотреби кои што ги правеле тие носители на јавни функции, подебелиот крај го јаде јавност, односно ние новинарите. И сега ние ќе имаме дилема што е јавност, што не е јавност. Па имаше требало да мисли. Сакам да кажам, имаше толкава афера која што ја потресе Америка, апропо Моника Левински, Бил Клинтон, каде беше во Данска ли оставка си даде затоа што беше фатен дека неговата сопруга трошела од кредитна картичка, односно купувала сладоледи. Кај нас ова се прави за да се, бидејќи пред првиот закон кој што го предложи Талат Џафери и Крсто Муковски од ВМРО ДПМН, беше практично погреб за новинарството. Значи, таква цензура. Значи, он во тој закон имаше една одредба во која што стоеше дека заштитата на приватноста, вака вие како што ја објаснувате, особено во изборниот процес. Што тоа покажуваш? Дека сите овие афери, да ги наречам афери заради тоа што уште не се докажани, треба да се стават на страна во текот на изборни кампањи. Па ние имаме пример кога во претходните изборни кампањи имаше многу презентирања на така наречени приватни афери, да речем. Зборот ми е дека, сакајќи да се заштити таа приватност, се влегува во една друга дупка. Се влегува во дупка каде што кај новинарите ќе има, кај обавување на функција на новинарите ќе има проблем. Ќе има проблем кај цензура, ќе има проблем дури до тамо ќе се оди да ќе треба во детали да се навлегува што е на некој начин дефиницијата на приватност која што сакала да се даде. Приватноста, повторно ќе ви кажам, нема можност да се дефинира. Во денешно време, на современи, обштествени и технички, да речам, напредок, развиток, тоа и во еден предмет го има кажано во Европскиот суд за човекови права. Не може да се даде точна дефиниција на приватност. Таа се развива. Вчера што било нешто приватност, денеска не е приватност. Јас сега ќе ви го посочам примерот со принцезата од Монако во врска со објавените незини фотографии на приватна плажа. И сега дискусија, она е јавна личност,
Прашањето на тие фотографии може да се објават во тие жолта штампа, како што беше точно, така беше наведено во самиот предмет или не. Во одредени земји, на некој начин, тоа може да се смета, еве во Шпанија, конкретно се размислува дека некои од овие вакви јавни личности плаќаат на новинарите за да излезат во такви списанија, за да бидат попопуларни. Овде, она сакаше да се заштити незината приватност на приватната плажа. И сега тука се размислува каква личност е точно јавна личност, меѓутоа дали е она јавна личност, каква функција обавува, што функција обавува. Она е принцеза која што во суштина во државниот апарат нема никаква функција. Меѓутоа популарна е принцеза со самото тоа што она има одреден статус, беше прашањето што понатаму. И кога се утврдуваше дека станува збор за приватно место, а фотографијата беше исклучиво лежање на плажа, ништо друго. Сега, може неа не ја одговарала од кај била фатена сликата и лево или десно, меѓутоа зборот ми е дека дефиницијата на приватност е нешто кое што неверојатно е широк поим. И секогаш треба во одредените, да кажам, околности да биде третиран. Овдека во овој закон, повторно ќе напоменам, и приватноста и семејниот живот. Законот како името му е Закон за заштита на приватноста, така? Да. А понатаму во одреден член зборува за семеен живот. А ја ќе ви кажам дека самиот овој член, каде е тука кореспонденцијата? Она што се сакаше да се заштити е фактички кореспонденцијата помеѓу одредени политички структури. Кореспонденцијата не се споменува овде, во овој закон. Сега, што ќе одиме? Само приватноста во оваа сфера која што ја штити Европскиот суд или вака како што е објаснета во законот, или малце пошироко ќе ја гледаме таа приватност. Јас па ви велам, ако дојде предмет пред Европскиот суд, нема да се земе во предвид само она што националниот закон го третира како приватност. Не. Во зависност од околностите, судот може да каже дадената ситуација не влегува во оквирот, во обемот, во омбитот на приватност. Влегува во омбитот, на семејниот живот или влегува во делот на она што значи слободен изразување. Заштитените сведоци. Се е тоа поврзано, кое што прашање многу тешко, без да имаме конкретен предмет, може да се разграничи во аспект на што е приватност, што е слобода на изразување, што е убедување, што се факти, што се вредносни судови. Сето тоа е нешто кое што е прашање на оној кој што ќе постапува, односно некој од вас спомна судиите кои што ќе работат на оваа прашање. За законот ќе се произнесе и Венецијанската комисија за ова по рекламите. Мала пауза, па се враќаме назад во студиото. Јас сум Роса. Доаѓам од највисоките планински врвови и бистри извори, каде планината ги допира облаците. Се раѓам со секое утро, кристално чиста и јасна, природно избалансирана, ниско минерална, создадена за секој ден и секој член од семејството. Роса, свежена од највисоките извори. Oceans where no one's gone.
Струмка и јас. Шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување. Штеди секој ден, само во Тинекс, од 26 октомври до 15 ноември. Шунка деликатес со лета, 212 денари. Кравјо сирење Здравје Радово, 258 денари. Маргарин Солмио, 49 денари. Маслиново масло Гочија Диоро, 299 денари. Сок Гора, 29 денари. Течен детергент за алишта Персил, 269 денари. Тинекс, секој ден со вас. Секоја мешавина чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Ново од палетата на Good Nature. Медицински чаеви премиум. Од Алкалоид, Скопје. Во мојот ресторан секогаш му верувам на својот нос. Затоа, кога носот ми тече или е затнат, веднаш ми треба проверено и ефикасно решение за целото семејство и децата. Осетливите носеви бираат Оперил. Дол, нодол. Дол, нодол. Проблеми со зглобовите? Од ЕСИ, нодол капсули, нодол, слобода на движењето. Здравјето нема цена. Одберете докажан производ. Одберете Г132 плюс натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ви го препорачувам на сите, особено на повозрастните. Земете Г132 плюс натурал и имајте долг и здрав живот. Јас успеав, следете ме. Добро дојдовте назад со 24 анализа. Разговараме за законот за бомби или законот за приватност. Мој гости Маргарита Цаца Николовска, подпредседател на Уставниот суд во Босна и Херцеговина, поранешен судија во Европскиот суд за човекови права и универзитетскиот професор Љубомир Цоцуловски. Со вас разговараме за оној етичкиот дел и некако тргнавте, како видите вие, од посложено. Јас се обидувам да бидам, да ве следам во континуитет. Може би во природата на оние кои се бават со филозофијата, лежи една склоност намерно на почетокот да ги искомплицираат работите, за да дојдат потоа до она што е суштинско и до она што е можеби најблиско до вистината. Може би и јас тој метод, не може би, туку сигурно тој метод и вечер во оваа емисија го употребив. И сега веќе нема да усложнувам, туку напротив ќе се обидам да го кажам моето мислење. Се поставува следново прашање. Дали некој, чија приватност е сосема чиста, ќе се залага за запазување на приватност? Односно, кој инсистира да биде запазена неговата приватност, ако неговата приватност е сосема чиста? Значи, веќе тука имаме одредена индиција. Значи, зашто би се плашила мојата приватност е сосема чиста од нејзино објавување? Напротив, би се инсистирал, објавете ја мојата приватност. Објавете ја, бидејќи нема што тука да откриете страшно. Понатаму, алиби исто така не може да биде непостоење на прецизна дефиниција на приватност. Да, јас сум свесен дека не постои прецизна дефиниција на приватност. Но тоа не смее да биде алиби, таа да биде скриена. Зошто? Затоа што не може во морална, ако сакате во човечка смисла, јас едно приватно да правам, а друго јавно да правам. Моите постапки, моите мислења, моите размислувања, па и најскриени,
секогаш мора да бидат во согласност со мене како јавна личност и со мене како приватна личност. Не можам јас дома да пушам, а да носам закони за непушење. Или да ги убедувам луѓето во штетноста на пушењето. Според тоа, таму каде што имате расчекор помеѓу вашиот приватен живот и вашиот јавен живот, ви имате работа со нечисни луѓе. Бидејќи едно лице има за јавноста, а друго лице има за приватност или за дома. Според тоа, јас не гледам зошто оној кој би бил чесен би имал потреба од еден ваков алиби во законот, како што е закон за заштита на приватноста. Ако мојата приватност е сосема чиста. И ако тука, колку и да сакате да чепркате, никој пат не ќе пронајдете нешто што би било проблематично, а камоли скандалосно. Веројатно сигурно сега не се мисли на тоа, а ако се мисли на тоа, тоа не можам да го прифатам како аргумент, па што ако вас ве објават на фотографија во гола состојба или не знам, вршам некаква нужда. Па ниједен нормален тоа нема да го направи. И тоа е веќе навреда не на приватноста, тоа што тоа може да биде гонет, тој новинар или не знам, апараца. Апропо ова што го зборувавте дека како двојни личности се однесуваат носителите на јавни функции. Едни се под дома, други се пред јавност, и ја затоа на пресконференции често инсистирам и ми е интересно прашањево, например, дали дома купуваш чоколадо, а немаш залеп? И дали взимаш кредит со, што ја знам, 10% камата, а можеш да земеш кредит со 3% камата? И таа двојна личност, но моќта на неговата функција пак го става него во надредена позиција, а мене како новинар во подредена позиција. И не вас како новинар, воопшто како човек. Тоа што добиваме две категории на граѓани. Не едни на кои мора да им се заштите приватноста, а на други не мора да им се заштити приватноста. Така што јас сум против било какви рестрикции од тој тип. Бидејќи носењето на одреден закон, особено од овој тип, нужно води кон одредени рестрикции, а тоа значи и кон нечија заштита. А не може да има повеќе или помалку заштитени животни, суштества или луѓе. Или сме заштитени, или сме незаштитени. Така. Но пак нагласувам, сигурно сам една речен, но пак нагласувам, фактот што сум на јавна функција не ме штити, туку напротив ме обврзува. Дотолку повеќе треба да водам сметка што правам во мојот приватен живот. И дотолку повеќе мојот живот треба да биде на увид на јавност. Дури самиот треба да го нудам мојот приватен живот, како јавна личност. За да бидам пример, да се покаже дека не постои расчекор помеѓу мене како министер, или професор, или ректор, и јас како приватна личност. Јас не можам, пак се враќам на банален пример, да пропагирам дека пушењето е штетно, а самиот да пушам. Много е битна приватноста, бидејќи преку приватноста се гледа личноста. Преку личниот живот ние гледаме вистинската личност. И тоа не е игра на зборови. Генерално се користи за маркетиншки цели, она шетање со дечиња, па. Значи, ама тоа е квази приватност. Тоа шетање со дечиња. Почитување на приватност не станува збор согласно конвенцијата за право на приватност, него се почитува таа приватност. Тоа е голема разлика, тоа е прво. Второ, дефиницијата за приватност во овој контекст е потребна, односно утврдувањето дали влегува во полето на приватност е исклучиво само за да може да се усмери судот во која насока ќе ја испитува таа околност. И трето, самите рестрикции на почитување, односно непочитување на приватноста се такви кои што на другата страна на вагата ги ставаат многу поважните
работи од приватноста. Ако сакаме да ете така некако да пристапиме во некоја разграничување, зошто приватноста би можела да се повреди, односно зошто некој има потреба нешто да крие ако е толку чист. Ако е толку чист, веројатно нема да дојде до потреба на утврдување на тоа дали неговата приватност се почитувала или не. Меѓутоа, ако дојде до некакво објавување, до нешто што е евентуално интервенирање во почитување на правото на приватност, тогаш овие лимитации, тогаш тамо кога е државната безбедност во прашање, јавната безбедност, кривични извршувања на одредени дела, заштита на правата на другите лица, заштита на моралот, заштита на економската благосостојба, мора да бидат или да тежат повеќе од она што значи почитување на приватност. Јас се согласувам со професорот дека ако некој е чист, воопшто не треба да се плаши за неговата приватност. Дали ќе биде објавена или нема да биде објавена. Меѓутоа, ние мораме да се согласиме дека има различити состојби. Едноставно, некој може би сака да ја изврти таа приватност. Па да дојде во некоја ситуација да почитувањето на таа приватност се оневозможува. Еве еден случај кај дете кое што разбира дека е посвоено и сака да утврди кои се неговите вистински родители заради одредени состојби на болест. И во оваа ситуација неговата приватност е приватност, чиста е приватноста. Нема ништо тука, да речеме, една состојба која што прашање е дали треба да се открие или не. Меѓутоа, ние имаме на друга страна родители кои што го направиле ова посвојување, кое што посвојување одело до тамо да не се знае кои се родителите, нема информации и се доведува сега во прашање дали интересот на ова дете е појак или е интересот на родителите појак, на посвоителите, да кажем. Така да има многу различити ситуации каде што некако се наоѓаме во една ситуација да прашањето на приватноста, на почитување на приватноста може да доведе до состојби каде што мора да се води сметка за овие рестрикции и исто така она што е неопходно во едно демократско општество. Значи, имаме неколку елементи. Сакам да ве прашам уште ова. За законот вели ќе се произнесе и Венецијанската комисија. Сега ќе чекаме Венецијанската комисија и затоа законот практично ќе стапи на сила, ако не се лажам, 6 месеци по донесувањето. Тоа е истата таа Венецијанска комисија која што даваше мислење за илустрацијата? Да. Таа е истата таа Венецијанска комисија, ова мислење? Која што јас ќе ви кажам, јас бев повикана во својство на експерт кога се оценуваше уставноста на законот и меѓу другото имаше од судот барано мислење на Венецијанската комисија и јас претходно го презентирав не само мислење на Венецијанската комисија која што имаше многу предмети од Европскиот суд за човекови права во контекст на заедничко презентирање, во контекст на она што беше мислење на Венецијанската комисија, имаше реакција, па тоа е незино мислење. Мислам, Венецијанска комисија не е комисија која што дава така едноставно своји мислења и ние не треба да ги почитуваме. Тоа е комисија која што е во состав на Совет на Европа, тоа е комисија која што се грижи за уедначување на некој начин на уставно-правните принципи и на концептите во рамките на она што треба да биде заедничко
за едно демократско општество, за една средина каде што вредностите треба да се почитуваат и каде што се разбира и владење на правото како елемент на државност. Вие не можете да имате држава без право да владее. Јас се согласувам дека секој закон е некаква рестрикција. Меѓутоа, секоја рестрикција има зошто. Меѓутоа, во конкретниот случај, ако веќе се чекало мислењето и било многу проблематично мислењето да дојде од Венецијанска комисија, мислам дека до сега можеа да побараат и Венецијанската комисија сигурно ќе им доставеше некое мислење. Ние имаме јули, август, септември, октомври, ноември. Професоре, дали е приватност ако премиерот оди низ водно и гледа земјиште? Или префрли 900.000 евра, што ја знам за опрема? Па во контекст на оно што претходно го реков, за мене, кога станува збор за јавна личност, седно дали е тоа министер или премиер, дали е тоа пратеник или председател на собранието, е ирелевантно прашањето, заправо не се ни поставува прашањето дали јас тоа го правам како приватна личност или како јавна личност. Битно е дали јас сум го направил тоа за која некој мене ме обвинува или тврди дека сум го направил. Значи, ирелевантно е за мене дали премиерот одел поводно како приватна личност и гледал земјиште или гледал како премиер. Битно е дали тоа е точно. Дали одел и дали гледал. А зошто тешко можеме само да нагаѓаме зошто гледал. Немаме тука евидентни докази, но имаме доказ дека бил. И дека гледал, да речеме, земјиште. Или не зашто веќе. И тоа не мислам на одреден конкретен премиер. Говорам начално. И тој факт никој не може да ме спречи да го објавам. Бидејќи тука веќе ирелевантно дали тој одел како приватна личност или одел како премиер или како министер или јас како професор. Ама што е битно е дека тоа бил реметување на приватноста? Што е попречување на приватноста тука? Така што тоа се квази проблеми. Тоа се квази проблеми. Или и тука не може да помогне, иако не сум правник, но не верувам дека тука може Венецијанската комисија или било која комисија. Беше спомнат законот за лустрација. Јас бев отворено против донесувањето на тој закон. Не може сега да објаснам, не е ни емисијата од тој тип, зошто бев. Но од кога беше донесен, јас, са помалку иронично говорам, го засакав и како го засакував, така станував се понесреќен и понесреќен, бидејќи не ме објавија ни еднаш како еден од оние кои што работувале, тоест не ме илустрираа. Тоа значи јас сум бил небитна личност. Гледате како нештата иронично се поигруваат со нас. И тие што го донесува, тие го укинаа. Истата влада. Истата власт. Таа го донесе законот, таа го укина. Некако, апропо ова, да привршуваме, веќе зборуваме за закон за бомби, за закон за приватност и во оваа држава ни стана дури нормално дека не имаме афера прислушување, например, што е само по себе скандалозно. Сосема за крај. Вие што очекувате од законот за бомби или законот за приватност? Тоа да биде еден вид некој одбранбен механизам за владеачката гарнитура, бидејќи таа е најчесто кој што е споменувано во тие аудиозаписи. Па ја мислам тоа што е во тие аудиозаписи, содржината нивна, секако дека ако приговараат дека станува збор за приватност, обвинителот тоа ќе го цени. Меѓутоа, мислам дека нема да може да дојде до заклучок дека заради тоа што во дадената ситуација може би станува збор за приватност, дека заради тоа нема да продолжи да испитува дали има некое криминално действие или не. Што значи дека дали е овој закон донесен како закон за заштита на приватноста, во дадената ситуација, уште повеќе што тој ќе влезе во сила после 6 месеци, во тие 6 месеци
така поставената приватност останува да не биде предмет на испитување. Веројатно приватноста ќе се третира од друг аспект, заради тоа што ја не сметам дека во македонското законодавство и уставот дека правото на почитување на приватност не се предвидени и не се елаборирани. Постојат други инструменти преку кои таа приватност би можела да се оценува, односно да се штити, а во дадената ситуација, она што повторно ќе кажам, се индиции за одреден криминал, тоа приватноста не може да ги спаси, заради тоа што токму непочитувањето на приватноста во случај кога станува збор за криминал, во случај ги наведов во сите овие рестрикции, не може на вагата да тежи повеќе од приватноста. И прашањето на една неопходност во демократско општество. Не можеме да кажеме дека ќе го штитиме криминалот за сметка на приватноста. Не можеме да кажеме дека ние нередите нема да ги заштитиме заради тоа што ние имаме заштита на приватност или дека државниот или јавен интерес е понизок од интересот на приватност. Тоа е она што мислам дека треба сите да го сватиме и треба да поддржиме да се испитува она што е содржина на она што толку време не окупира во државата. Благодарам што Вашето прашање беше, колку што ве разбрав, дали овој закон се носи да се заштитат некои. Па најголемиот број на закони се носат да заштитат одредена категорија на луѓе, а најчесто таа категорија на луѓе е оние кои се на власт. Затоа и се носат законите. Патем, и со тоа завршува, уште Тразимах, еден старогрчки филозоф кој живеел во 4. век пред нашата ера, има речено: правото е правото на моќниот, на силниот. И тука да немаме илузија. Благодарам што бевте дел од 24 анализа. Останете понатаму со 24 вести, следува дневникот во 22. Довидување.